Добар ден за најмокната и најсилната женска организација во Македонија, Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Поздрав до членовите на извршниот комитет и Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Поздрав до пратениците, министрите, градоначалниците, советниците во општините, за представниците на политичките партии, за коалиционите партнери, медиумите, гостите, присутните. Поздрав до секоја жена, член на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Поздрав до сите во оваа преполна со луѓе сала и преполна со енергија и со победнички дух. Добар ден за ВМРО ДПМН! Драги пријатели, имам особено задоволство да ве поздравам на 16-тата годишна конференција на Унијата на жени и да ви одадам големо признание за сиот досегашен труд, за сите изминати години во кои бевте и останавте еден од клучните столбови на нашата партија, на ВМРО ДПМН. Би сакал да ги поздравам сите жени, активно вклучени во местните комитети, во кимовите, општинските комитети, комисиите на централно и на локално ниво, жените вклучени во локалната самоуправа, вклучени како членови на парламентот, на одговорни позиции во владата, државните институции и сите останати жени кои биле или се уште се на одговорни партиски или државни позиции, борејќи се за остварување на идејата за подобра иднина на нашата држава. Посебен поздрав до раководството на Унијата на жени, но и на сите досегашни председателки, почнувајќи од Марија Јорданова, првата председателка на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, на Силвана Бонева, на Косана Николич Мазнева, на Даниела Караѓозовска и секако на актуелната председателка на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, господјата Даниела Рангелова и незиниот тим во извршниот комитет на Унијата на жени, Централниот комитет на Унијата на жени, општинските комитети, комисиите и сите други партиски тела на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Повторно сме заедно да одбележиме уште една годишнина на Унијата на жени, да го поздравиме сработеното, да ги заокружиме проектите и да собереме сила за нови походи и за нови победи. Почитувани присутни, поминавме година во која некој, користејќи го СДСМ, сакаше на најможно валка начин да го сруши ВМРО ДПМН, да ја дестабилизира Македонија и да ја промени по терк како што налагаат неговите интереси. Се беше совршено подготвено, но како што знаеме, не постои совршен злочин. Во овој случај недостасуваше една сериозна финеса, која како и многу пати низ историјата се покажа клучна за нашиот опстанок, која ја заборавиле или во најмала рака ја подцениле, а тоа е народот. Тоа е народот на Македонија. Колку и во почетокот накратко да ги збунија, изненадија, некому му создадоа магва пред очите. Народот, побрзо од сите очекувања, ја свати добро и долго подготвуваната валка на игра и ја отфарли. Народот на Македонија уште еднаш покажа дека има
капацитет за државност. После сите игри, после сите местинки, после потрошени толку многу години во подготовки за преврат и остварување на некои други интереси, денес, на 24 јануари 2016, точно 3 месеци пред предвремените избори, ВМРО, ДПМН и Македонија се посилни и пообединети отколку кога и да било досега. Затоа Македонија е силна, заради нејзиниот народ, заради неговиот капацитет и неверојатна моќ да ги препознае Балканите игри и лошите намери. Политичката криза која ја одбележа изминатата една година ќе заврши со предвремените избори во април. Сега народот е погневен од било кога досега. Но за жал на СДСМ, гневот не е кон ВМРО ДПМН, туку кон оние кои го силуваа, кому му го силуваа уставот и законите, кои му донесоа политичка криза и неизвестност, и прават се таа истата да продолжи и да се подвабочи, кои создадоа ситуација заради интересот на државата и народот привремено, доброволно да се повлечат оние кои тој, народот, самиот си ги одбра, на кого му наметнаа функционери, кои не ги сака и не ги одбрал, кои ги отфрлил на изборите, на кого му донесоа закони и институции кои не се нивен избор. Сега на 24 април, доаѓа казната и одмаздата на народот. Доаѓаат неговите 5 минути. Тоа е ден кога овој народ, народот на Македонија, на сите, ќе им покаже кој е кој во оваа држава, односно чија е оваа држава. Во април, народот на Македонија ќе си ја врате делумно одземената власт и преку масовно гласање на изборите ќе ги избрака на квоци, вештачки и насила насадените функционери. И притоа ќе испрати 4 пораки. Прво, дека ова е негова и само негова земја. И само тој народ одлучува за нејзината иднина и за нејзините водачи. И никој друг не може насила или со валкана игра да му го одземе тоа суверено право. Овој народ е господар на оваа територија. Ова ќе биде порака кон внатре и кон надвор од земјата. Второ, ќе испрати порака до сите сегашни и идни политичари, дека со валкана игра и со манипулации не се освојува довербата на народот и не се доаѓа на власт на таков начин. Довербата се освојува со работа и со резултати, со искрен пристап и почит кон сопствената земја и луѓето во неа, со реформи, со дела, со проекти, со решавање на проблемите на луѓето, со држење до дадениот збор, со инвестиции и отворање на нови работни места, со подршка на земјоделецот, на пензионерот, студентот, младиот, невработениот, подршка и на бизнисот, и на средната класа, и на посиромашните, со нудење на подобра иднина, а не со сплетки и со интриги. Мислам дека после тоа, после оваа лекција која ќе дојде на изборите преку општонародното масовно гласање, ќе помине долго, многу долго време, пред на некој политичар повторно да му падне на ум да се обидува на власт да доаѓа со голема измама,
со соработка со странски разузнавачки служби, со соработка со криминалци, со фалсификатори, со чауши, со ванхојтовци, со катици и со продавачи на магла и типови чија главна цел е да ги изрекетираат бизнисмените во нивниот град. Третата порака на народот на овие избори ќе биде: не може криминалец и измамник да дојде на власт за де факто прв човек во државата. Не може. Тоа народот ќе го каже на овие избори. Колку сака нека е богат и колку сака нека има пари. Колку сака нека го подготвуваат однадвор, како што тој вели во неговите СМС пораки до еден друг лидер на партија. Не може човек кој цела кариера деле тендери на сите членови на неговата фамилија, барал подкупи од бизнисмени, соработувал со криминалци и фалсификатори, човек кој секој ден ги менува собствените ставови заради личен интерес. Не може таков човек да им биде премиер на граѓаните на оваа држава. Сите криминалци со политички амбиции, кои во иднина ќе помислат дека преку подкупи, преку измами, преку монтирани снимки, ставање на земјата и народот во залог, држење под тензија на цела држава, активности со кои се одвраќаат инвеститорите и отворање на толку посакуваните работни места, ќе се обидат да добијат нешто за себе, ќе добијат квоца од убедливото мнозинство народ во оваа земја и тоа на првите наредни избори преку масовно стампедо, излегување и гласање на тие избори. Четвртата порака која ќе произлезе од народот од следните избори, предизвикани од политичката криза, која ја создаде СДСМ и оние кои им помагаа, е дека не само што е господар на оваа територија и одлучува за својата иднина, туку и дека е мудар народ, а не глупав како што некој мисли, дека е попаметен од многу служби и нивните црпнати експоненти. Ќе наведам само 2-3 примери, а ги има многу. Само оној кој смета дека народот е глупав, во недостаток на креативни идеи за општо добро, може да верува дека ќе ја купи неговата доверба, продавајќи му нешто што народот веќе одамна го има – слобода и демократија. Не велам дека таа демократија не може да се подобрува, но тој што верува дека ако му понуди на народот слобода и демократија и го убедува дека сега живее во диктатура, во режим или не знам што, и при тоа верува дека со тоа како главна понуда ќе ги добие изборите, треба да знае дека народот не е ниту глупав, ниту наивен. Туку глупав е оној кој верува дека ќе го убеди да му купи нешто што овој одамна го има. Втор пример. Не може опозицијата да ги има во своји раце двете институции кои по закон и по устав се единствени кои ги организираат изборите во државата. Тоа се МВР, Министерството за внатрешни работи и ДИК, Државната изборна комисија. И при тоа да го прави народот будала дека не може да се организираат фери демократски избори, а тој ги држи овие две институции. Не може да има понуда од власта кон опозицијата, од типот бирајте кој закон за медиуми од било која земја од Европската Унија го сакате, ако овој не ви чини, и истовремено тие на народот да му образложуваат дека заради медиумите морало да ги одложат изборите. Трет пример. Не може за се што прави власта да викаш дека не чини, а да не понудиш нешто подобро. Се што направивме, се испукаа. Од друга страна, мнозинството народ се задоволни од повеќето направени работи. Не велам, драги пријатели,
дека и ние немаме слабости, дека немаме грешки и пропусти. Не сме ни ангели, ни идеални, а најмалку безгрешни. Луѓе сме пред се. Ама ако некој од другата страна и најдобрите наши работи, и најдобрите наши реформи, проекти, дела, субвенции и така натаму, ги испука и ги прогласи за стратешки грешки, криминални, промашувања и слично, тогаш мора да е толку глупав, да верува дека народот е глупав и ќе му поверува. Значи, да сумирам, по дождот доаѓа сонце. По се она што ни го направија во април народот на Македонија, ќе ја земе работата повторно во своји раце и ќе испрати 4 пораки, дека ова е негова земја и дека само тој, народот, одлучува во неа и е подготвен да ја одбрани од секој натрапник, дека никој во иднина не смее да помисли со валкани игри, со работка со служби и малверзации, да освои доверба на мнозинството народ, дека не дозволува измамник и криминалец да ја води државата и дека не само што тој одлучува во оваа држава, туку и дека е мудар, а не глупав како што некој го подценува, за некои со лаги и со замајувања и без реална основа да му го промени ставот. Затоа СДСМ сега бега од изборите, бидејќи знаат дека пристигнува казната. Цела година и пол соработуваа со ѓаволот. Сега ѓаволот си доаѓа по своето. Како вика нашиот народ, кој со на тема го тикви сади, ѓаволот му очи вади. Погледнете на што спадна СДСМ, од некогаш победничка и самоуверена партија. Денес е партија на преплашено раководство, на лидер кој стравот го прикрива со викање, на лидер кој вика кога дава изјава за медиумите, за новинарите, кои се на 1 метар од него, на лидер кој се плаши да се соочи со неговиот народ, да излезе на избори, да се соочи со неговиот народ. Искрено, и јас би се плашил да сум на негово место, после се што направи во оваа држава. Драги пријатели, ВМРО е константа. Многумина тргнале против ВМРО во овие 123 години, но попусто. ВМРО и Македонија ги преживеа сите кризи, сите ултиматуми, уцени, местинки, удари. ВМРО и Македонија преживеа и децении репресии. ВМРО е тука, затоа што тоа е желба и избор на нашиот народ. И сечи обид да се погази народната волја, да се скрши ВМРО, ќе заврши со неуспех. ВМРО ќе биде таму каде е, се додека работи честно, напорно и држи до дадениот збор пред народот на оваа држава. Живееме во демократија. Нормално е еден ден народот да даде шанса на друга партија да ја води државата, а ВМРО да отиде во опозиција и пак ќе се бори за Македонија. И потоа пак ќе дојде на власт. И партиите ќе се борат, ќе победуваат и губат, но ќе се борат со мудрост, со идеали, со конкурентни идеи, со разум, со проекти, со реформи, со политики и активности за добробит на народот, а не со валкани игри и со манипулации. На следните парламентарни избори, денес сите знаат, и младо и старо, и машко и женско, и тие кои не сакаат и не подржуваат, и тие кои не мразат или презираат, и тукашни, и дојденци, и надворешни, и внатрешни. Победник
на следните парламентарни избори со убедлива поддршка на мнозинството народ во оваа земја ќе биде ВМРО-ДПМН со коалицијата за подобра Македонија. Благодарам. Штувани присутни, гледам дека деновиве нашите опоненти и нивните медиумски поддржувачи го отвараат прашањето зошто јас се појавувам на разни настани поврзани со остварувањата на ветувањата дадени на изборите и со проектите за добробит на народот. Нема да им одговарам во стилот зошто Заев отвораше градинки со Жириновски или Бранко удираше камен темелник на базен во Комадово или слично. Ќе им одговорам поинаку. Јас сум активен и ќе бидам уште поактивен заради народот кој ми ја дал довербата. Ако воопшто вие од СДСМ имате чувство, што значи тоа? Јас ја предводев кампањата и ја побарав довербата од народот за мене и мојот тим, за ВМРО-ДПМН и за нашата програма, за нашите идеи и идеали. Народот во секоја демократска држава, кога излегува на избори, не дава поддршка на министер, ни на премиер, ни на директор. Дава поддршка на политичка партија, на нејзината програма, нејзиниот лидер и неговиот тим, кому врз основа на минатиот труд му верува во ветувањата. Таа поддршка од народот на минатите избори ја доби ВМРО-ДПМН и коалицијата, начело со мене како председател на ВМРО-ДПМН, и јас имам одговорност кон тој народ и кон ветеното кон него. Се обраќам на раководството на СДСМ и нивните медиумски поддржувачи. Сакале вие или не, ќе ме гледате се повеќе меѓу народот, меѓу земјоделците, меѓу студентите, пензионерите, меѓу сите на кои никогаш не им го свртев грбот и не ги заборавив кога им беше најтешко. И никогаш не ми го свртеа грбот и не ме заборавија кога мене ми беше најтешко. Ке ме гледате наскоро на многу средби со народот, низ различни градови и села. Ке ме гледате со мојот тим и моите сопартици, како ги исполнуваме партиските и изборно дадените ветувања, но и како со народот ја договараме досега најдобрата и најсеофатната новата изборна програма на Македонија. Знам дека би сакале да ме снема, да не се појавувам никаде, но ќе ме гледате и на многу состаноци каде договараме како подобро и поефикасно да се спроведат проекти важни за луѓето, како што е, например, проектот Купи куќа за млади, каде младите до 35 години добиваат неповторлива шанса, неповторлива можност да дојдат до своја куќа под поволни услови кои не се нудат во ниту една земја во светот, и каде и оние кои имаат помал стан или куќа можат да ги продадат и да изградат нова, поголема куќа. Ќе ме гледате и на отварањето на 5 центарот, проект кој му го ветивме на народот пред изборите. Ќе ме гледате и тоа многу брзо, на почетокот на изградбата на новата, втората фабрика на производителот за автобуси на белгискиот Ван Хул, кога го донесавме во Македонија и кој заради добрите услови за правење бизнис, кои ги ветивме и создадовме,
одлучи да изгради уште една нова фабрика и да вработи нови 500 невработени луѓе во Македонија, кои сега немаат работа. Ке ме гледате и на подпишувањето на договорот со американскиот гигант Johnson Controls за градба на нова фабрика во Струмица, каде ќе се отворат нови 1500 работни места за луѓе кои се сега невработени. Инвестиција која ја најавив летово, а неодамна компанијата ја потврди и објави одлука за инвестирање во Македонија. Ке ме гледате и на отварањето на новата втора фабрика на Технохозе, во која ќе се вработат најмалку 100 невработени лица. Ке ме гледате и слушате наскоро при објава на 2 нови германски инвеститори. Едната во еден помал град во југозападниот дел на Македонија, каде ќе се вработат само за почеток 150 невработени лица, другата во делот на машинската индустрија со најмалку 60 невработени, главно инженери. Ке чуете од мене и за резултатот од мојот и на мојот тим од ВМРО ДПМН напор за донесување на нова компанија за производство на софтвер, која ќе ангажира најмалку 200 луѓе. Ке ме гледате и ке ме слушате уште на многу места, на многу прилики и настани. И ке ме гледате повеќе отколку во минатото, бидејќи полни со омраза кон мене, сакајќи да ме тргнете, ме ослободивте од многу административни, куртуазни и формални обврски за кои како премиер морав да посветам време, а сега не морам. И знаете што? Гледајте и учете како се работи за Македонија, независно на која позиција си. Гледајте и учете што е одговорно однесување кон својот народ и ветувањата кои си му ги дал. Гледајте и учете како со работа и со труд, со искрен пристап и резултати, народот кога гледа дека работиш од срце и од душа, ти ги простува и грешките и пропустите и ти ја дава довербата повторно. Гледајте и учете како убедливо се добива 10-та поред победа на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Да се живи и здрави! Да живее унијата на жени на ВМРО ДПМН! Да живее ВМРО ДПМН! Да живее Република Македонија!